Велите, кога велам велите, мислам на ВМРО-ДПМН, ќе го укинете балансерот. Може ли да објасните кој е планот? Па, прво би сакал да кажам дека балансерот не е темелна вредност на уставот. Алатката балансер се употребуваше за да се операционализира вработувањето на лицата во јавната администрација преку така нареченото почитување на темелната вредност, соодветна и правична застапеност на припадниците на сите заедници во Република Македонија. Но таа стигна до некој абсурд. Абсурдот значи дека денеска луѓето во зависност од кој оглас се појавува и која националност се бара, прво ја избираат својата националност, па потоа гледаме дали имаат стручност и компетентност и дали всушност се согласни на таа позиција и дали одговара. Избираат и тоа значи дека се вработени како со соодветната националност, а не соодветното образование и искуство. Да објасниме за оние кои немале искуство со порталот за пријавување во Агенцијата за администрација, како што избирате име, презиме, матичниот број веќе ви е фиксиран, избирате и националност, штиклирате, па потоа продолжувате на втората страница да аплицирате за определено работно место. И работното место, затоа што бара, да речеме, македонец, сите кои што се штиклирале себе си за албанци или турци или други, се исклучени од процесот на вработување. Значи, воопшто не можете да аплицирате за тоа работно место. Нашата идеја е да одиме во две фази. Во првата фаза да го вратиме балансерот на процентите кои што се однесува на пописот од 2021 на резидентно население. Тоа е барање и на Европската комисија, и на Државниот завод за статистика и е реално, затоа што треба состојбите да одговараат на моменталната состојба на население во Република Македонија. И што би подразбирало тоа после за малцинствата? Тоа би подразбирало дека ќе се вработува во врска со процентот кој што малцинствата го имаат во Република Македонија, кои што живеат во Република Македонија, односно се резидентно население. Значи балансерот би постоел, сакате да кажете? Во прва фаза. А втората фаза значи целосно укинување на балансерот, односно исклучување на оваа алатка од годишните планови за вработување. Секако со заштитни механизми да темелната вредност на уставот, соодветна и правична застапеност биде операционализирана. Како ќе има тогаш правична застапеност на малцинствата? Па вака, во моментот на пример, албанци вработени во јавниот сектор е 22,07%, македонци 70,57%, турци 2,5%, срби 1,3% и така натаму. Би значило дека секој менаџер на институција и секој избран именуван функционер кој што раководи со институцијата по службена должност би внимавал на почитување на соодветната и правична застапеност. Секако тоа може во методологијата која што изработува Министерството за информатичко општество и администрација да се операционализира, што значи да се даде определена рамка во која што тие би требало да се движат, но секако не за секое работно место да се дефинира претходно за која конкретно националност би требало да станува збор. Поентата ми е, немаме во моментот проблем со соодветната и правична застапеност во институциите, затоа што гледате процентот 22 е многу блиску до оној процент на попишано население по етнички заедници кој што постои и во државата, што значи дека процентот може да варира 1, 2, 3% нагоре или надолу, но тој исто така многу варира и по институции, затоа што апсурдот кој што го кажав дека секој човек поединечно си избирал националност, важи и за институциите. Внимавајте што прават. Се изигрува законот за вработените во јавниот сектор, со доцнење на одговорот од МИОА по основ на годишните планови, по автоматизам се дава позитивно мислење на секоја институција, па така имате институции како што е Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците, каде што 95% од вработените се албанци. Помалку од 5% се македонци. Значи имате комплетен дисбаланс. Истата ситуација е оваа година за жал се случува во Министерството за надворешни работи. Со доцнење на Министерството за информатичко општество практично се дава позитивно мислење со молчење, така наречено молчење на администрацијата и врз основа на тоа МНР вработува надвор од така наречениот балансер. Што значи изигрувањето со балансерот се прави од двете страни. Од една страна прво институциите тоа го прават и од втора страна го прават и граѓаните кои што избираат да променат националност. Но тоа значи не значи дека ќе биде исфрлен тотално, туку не гледам некаква разлика. Еве ќе ви објаснам разликата. Ако велите дека нема воопшто да биде исклучен и дека ќе биде праведен, особено за најголемата
заедница, тоа се албанците. До 2016 година постои соодветна и правечна застапеност која што произлегува од амандманот 6 на Уставот, односно од рамковниот договор, и таа се почитува по службена должност во институциите, без да се користи алатката балансер, без да се користи оној веб-сайт балансер каде што вие внесувате податоци за вашата институција, а таа ви генерира број на вработени и каква етничка структура мора да биде следниот вработен и Значи следниот. тоа ќе биде укинато Тоа ќе биде укинато. практично. Тоа е балансерот кој што ќе биде укинат. А темелната вредност на Уставот, соодветна и правечна застапеност, секако треба да се остане. почитува, исто како што треба да се почитува владењето на правото, правната заштита на собствената, слободата на пазарот и претприемништвото, сите овие набројани уставни начела. Но внимавајте, за сите други темелни вредности на Уставот вие немате алатки во комуникацијата на институциите, само за оваа исклучително за оваа темелна вредност која што е додадена во Уставот, имавте ваква една непримерна алатка. И така што сметаме Се злоупотребува дека таа максимално алатка. се злоупотребува од двете страни и таа алатка балансер треба да биде укината. Тоа е и заложбата на ВМРО-ДПМН. Да. Доколку биде укината, дали ќе ви дозволи евентуалниот коалиционен партнер, евентуално ако дојдете на власт? Тоа А кога велам коалиционен, мислам се разбира на албанските, во моментот имате договор со опозицијата албанска. договор некаков со било која политичка партија во моментот нема, но начално Но премолчен договор има со ние, опозицијата. кој ни е ставот во врска со овие барања? Ние ќе имаме коалициски договор, кој што е дел од нашата програма. И ние во тој коалициски договор ќе се настапиме со темата укинување на балансерот. И за таа тема тоа ќе биде предмет на коалицискиот договор, што значи дека ние не правиме влада по секоја цена. Ние ќе правиме влада врз основа на програма. Со тој коалициски договор ќе бараме да нашите партнери не се сложат со нашите барања. Затоа што знаете како во минатото секоја од политичките партии доаѓа на масата и нешто побарува. Најчесто ВМРО-ДПМН било партијата која што нудела економски мерки, кои што на сите им носеле добро, и тие сме ги имале во програма, но не сме имале прашања по кои што не преговараме, односно прашања кои што се наш коалициски предмет или коалициски договор. Нашата заложба во овој мандат и во оваа програма е да за овие прашања ние не дискутираме во детали. Односно, ова се прашањата кои што ќе означат коалицискиот договор. Што значи дека без одговарање на овие прашања ние не би влегле понатаму во дискусија за поединечни детални разговори. Затоа што за работите кои што се залагаме во програмата, ние ќе бараме нивна целосна имплементација. Велите не влегувате во дискусија, што значи дека ако не се сложат за укинување на балансерот? Ако не се сложи коалициските определена партнери? политичка партија, ќе се сложи некоја друга. А велите дека сосеме ќе ги исфрлите. Па Од исфрлање можноста за коалиција. Исфрлање може би тежок збор, Но тоа е во практично. процесот на преговори имало барања од определени политички партии, ако не биле испочитувани тие барања, тогаш не се склучувал коалициски договор. Тоа ќе биде случај и овој пат. Ние ќе побараме и се надеваме дека ќе биде прифатливо за потенцијалните коалициони партнери дека би го напуштиле овој балансер или оваа алатка, така наречена балансер. Значи нема отстапка околу Од работите за ниту кои што ние ги компромис пишуваме во некаков. програмата, не може да има отстапка. Само ви кажав, тој процес сакаме да го направиме фазно, за да не предизвикаме негативни импликации врз вработените во јавната администрација и да се вратиме прво на законот, а потоа да го менуваме методологијата во насока на почитување на уставниот, на темелната вредност на уставот, но не неизина злоупотреба. Ќе ја намалувате администрацијата во смисол, во контекст на балансер? Јас туку што ги добив последните податоци за администрацијата за последната година до 31. Администрацијата се движи околу 129.000 вработени. Ова е поширокиот спектар на администрацијата, не само органите на државна управа, туку и војска, полиција, образование и така натаму. И овој процент оваа бројка е зголемена за 2700 нови огласи за вработување кои што се во јануари месец, кои што се непримерни, нестандардни, нови, за кои што имам зборувано неколку пати. Проценката е дека над 60% се зголемени бројот на огласи во јануари споредено со било кој јануари наназад, што значи дека навистина драматично зголемување пред избори. Нашата заложба е да администрацијата природно се намалува, но се ја фокусираме онаму каде што навистина ќе ја врши својата работа. Затоа што овој извештај кој што скоро ќе биде и промовиран од министерството, веќе изработен и објавен, покажува дека во бројни институции ви имате само функционер, немате воопшто вработени. Над 160 институции имаат помалку од 10 вработени, што значи дека природно би можеле да функционираат во некоја друга институција, чим имаат само 10 вработени или помалку од 10. Значи вештачки практично Што значи дека имаме постојат. вештачки институции кои што биле направени, не навлегувам во чиј мандат и во кој период, биле направени исклучиво за задоволување на коалициски партиски интереси да некој биде некаков раководител или некаков функционер. Државата повеќе тоа не може да го издржи.
Буџетот на државата не може да го издржи. Стопанството, приватниот сектор не може да го Што издржи. што е планот? Колку значи да се скрати од администрација? И ова е еден од коалициските договори, дел од нашата програма, најмалку 10% од институциите ќе бидат скратени. Што значи ќе имаме 10% помалку директори, Институции заменици, практично, цели институции, а луѓето што ќе преминат кон одат други во институции, ќе се фузираат или ќе се формира некоја нова институција која што ќе агрегира 3 или 4 други институции. Па тоа е што со тоа практично? Со цел рационализација на непродуктивните трошоци. Практично функционерите вие ги елиминирате. Едно функционерите, а друго вработените внатре кои што во моментот да речеме работат човечки ресурси за цела една институција, замислете од 10 луѓе, ќе си работи истиот човек човечки ресурси негде каде што е потребен, на пример во Министерството за информатичко општество. Ние овде имаме празни позиции, ни требаат квалитетни кадри кои што разбираат човечки ресурси, ќе си ги преземеме тие луѓе тука. Не планираме да отпуштаме луѓе од работа. Имаме еден механизам кој што ќе помогне во процесот на олабавување на администрацијата, а тоа е да додадеме даночни поволности за приватниот сектор за преземање на вработени од јавната администрација. Што значи дека платата за стаж и одредени даночни поволности ќе ги има вработениот кој што ќе реши да напушти јавната администрација и ќе премине во приватниот сектор, секако по сопствена желба. И вториот аспект што мислам дека многу ќе помогне е така наречениот портал за слободен трансфер на вработени преку веб страница. Ќе може секој вработен да си аплицира дека сака да го промени работното место во кое што се наоѓа и на истата позиција хоризонтално се придвижи кон друга институција. Кога институцијата ќе има побарувачка за нови вработени, таа нема да оди на јавен оглас, првенствено ќе мора да се обрати на порталот. И добро ќе знаете дека да речеме во определена општина или во определено јавно претпријатие или определена друга институција има некој правник квалитетен со толку работно искуство колку што вас ви е потребно за таа работна позиција кој што би сакал да биде преземен и вие на полесен начин го преземат. Во моментов процедурата за преземање трае од прилика од 3 до 6 месеци и навистина ги блокира институциите и тие не можат навреме да одлучуваат. Околу природно намалување на администрацијата и дигитализацијата ќе помогне практично. Онаа дигитализација за која се говори со години не се аплицираше. По естонскиот модел, има и други модели, но таа беше промовирана. Промовиран беше естонскиот модел, треба да се знае дека Естонија првиот чекор кон дигитализација го прави 92-93 година и од тогаш активно работи и да речеме човекот, односно државата која што го трасира патот на сите други држави во процесот на дигитализација, притисната од тогашната стравот од руска агресија во тој период и навистина го прави драматично е напред пред сите држави од поширокиот регион па и од светот и го прави тоа на еден фантастичен начин. Но постојат и други модели, ние разгледуваме да речеме едно малку е специфично да се каже украинско сценарио, но не во смисла на руската агресија, туку начин на кој што многу брзо државата се дигитализирала за многу кратко време. Македонија треба да се знае дека не треба да се почне од почеток. Значи работите кои што се правени до 2015-та, 16-та, а потоа и продолжени во одредена мера до 2019-та, од прилика до почетокот на короната, даваат некој терен кај што може да се работи. За жал, последниве 5 години комплетно се застанати процесите на дигитализација и нема напредок, нема чекор напред, што значи дека дел од системите се застарени, ќе треба да се обноват, а дел да се надградат. Значи постојат, тука се да се надградат. Да не забораваме дека ние бевме лидер во дигитализација во поширокиот регион во 2012-13 година. Денес, за жал на тие 10 индикатори кои што мерат дигитализација на општеството, Македонија се наоѓа на последното место дури зад Босна и Херцеговина. Значи зборувам за поширокиот балкански простор. Албанија е многу напред, Косово истрчува напред, дури Босна и Херцеговина прави некои многу значителни чекори, што значи дека ние ќе треба да го фатиме приклучокот и тоа мора да го направиме брзо. Затоа што граѓаните не може да чекаат предолго да ние прво ги дигитализираме внатрешните процеси, па потоа да им дадеме услуга. Не, паралелно мора да се движи процес на давање услуги на граѓаните, с големен број на услуги, а потоа и дигитализација внатре на процесите. Мрежен. Добро, јас благодарам за овој разговор. Благодарам јас.
За разлика од нашата земја, во Европската унија вработувањето во јавната администрација или државната служба е најчесто преку полагање конкурси, во кои главниот критериум е исполнувањето на условите, односно да се има државјанство на државата или пак на другите држави членки на Европската унија и да се познава јазикот на државата каде се конкурира. Нема балансери за било каква застапеност, освен во европските институции, каде секоја земја членка има свој контингент на функционери кои исклучуваат договори откако ќе ги поминат конкурсите. Исклучок се највисоките раководни функции во администрацијата кои се назначуваат по политичка линија. Но да видиме кои се условите за пристап во државната служба во една од најстарите европски држави, Франција. За да се стане државен службеник во една од трите јавни функции, државна, територијална или болничка, мора да сте французин или пак од земјите на Европската унија плюс Швајцарија и, се разбира, кнежеството Андора. Така наречени работни места за суверенитет кои спаѓаат во суверен сектор како правда, внатрешни работи, буџет, одбрана, надворешни работи така натаму и се одредуваат според природата на функциите и одговорностите што се извршуваат од друга страна, се достапни само за француски државјани. Сепак, одредени работни места се достапни со конкурсен испит за секој кандидат без оглед на државјанството. Тие вклучуваат работни места како универзитетски професори и предавачи и доктори во болниците. А таму каде државјанството е потребно, мора да сте го добиле француското државјанство најдосна до датумот на првиот тест на конкурсот. Конкурсите најчесто се предмет и условени со нивоа на диплома, односно на завршено образование. Ова ниво на диплома е специфицирано со посебен статут, односно збирна правила што се применуваат за регрутирање, напредување, наградување и така натаму на сите државни службеници кои се членови на исто административно тело или рамка за вработување на секое тело или рамка за вработување како бреве, односно завршено основно училиште, уверение за професионална способност, бреве за стручни студии, бакалавриат, односно матура, магистер и слично. Доколку се работи за конкурс или за конкретно вработување за регулирана професија, чија вршење е предмет на овластување од надлежен орган и поседување диплома или специфична обука како социјален работник, лекар, работник за згрижување деца, ветеринар и така натаму, мора да се има соодветна диплома. Доколку пак имате странска диплома, можете да побарате признавање на вашата диплома. Ако сте пак спортист, судија или судија на високо ниво, можете да учествувате на конкурси во државна служба без да ги исполнувате бараните услови за диплома, освен во случај на регулирана професија. Испитите за државна служба мора да се полагаат и без да се исполнети потребните услови за диплома, освен во случај на регулирана професија, доколку сте мајка или татко што одгледува или одгледувале најмалку 3 деца. Идните државни службеници не треба да биле предмет на никаква осуда внесена во билтенот број 2 од криминалното досие, кој е некомпатибилно со службата во јавниот сервис или не сте имале во земјата на вашето државјанство било каква пресуда некомпатибилна со извршените функции. Службеникот треба да биде физички способен да ги извршува идните должности со специфичен здравствен преглед за да се провери здравствената состојба која мора да биде компатибилна со предвидената позиција. Флоријан Блази, заменик директор на Генералниот директор за администрација и државна служба на Франција, одговора на нашето прашање за креирање на кодекс на државна служба во Франција. Le premier statut des fonctionnaires consacré qui a eu une postérité dans notre État, c'est le statut adopté le 19 octobre 1946, c'est-à-dire à la Libération, lorsque les résistants, refondant l'État, refondant la société française, ont créé une série d'institutions nouvelles. L'une de celles-là était donc le statut général des fonctionnaires. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le statut traduisait une certaine vision de l'État et notamment une volonté de développer une politique interministérielle et donc une fonction publique qui ne soit pas simplement régie par les différents ministères qui composent donc l'action publique. Ce statut est resté immuable dans son idée de statut, puisque nous avons depuis 1946 sans interruption un statut général des fonctionnaires, ce qui ne veut pas dire qu'il est resté immuable dans son contenu. Il a évolué à plusieurs reprises. Il y a déjà eu une première réforme en 1959, dans le grand mouvement de réforme de la Ve République. Il y a eu bien sûr les lois Lepors
adoptée entre 1983 et 1984. C'est la loi du 13 juillet 1983, très célèbre, sur les droits et obligations des fonctionnaires, commune à tous les fonctionnaires, et les lois adoptées par versant, c'est-à-dire une loi de 84 qui concernait les agents travaillant pour l'État, une autre loi adoptée en 84 qui concernait les agents travaillant pour les collectivités locales, et enfin la loi votée en 86 qui, elle, régissait les employés des hôpitaux, les soignants notamment, mais pas seulement, y compris aussi les personnels administratifs. Donc on a 3 versants de la fonction publique, un socle commun en 1983 et une volonté à la fois de consacrer dans une certaine mesure l'unité de la fonction publique avec des principes communs, mais aussi déjà de consacrer certaines particularités propres à chaque versant. Alors, ces lois sont restées en place jusqu'au 1er mars dernier, la date à laquelle le Code général de la fonction publique est rentré en vigueur, ce qui ne veut pas dire, là encore, qu'elles sont restées complètement figées depuis les années 80. Il y a eu plusieurs réformes importantes, j'en citerai 2 plus particulièrement, mais ce n'est pas exhaustif. La loi de 2016 qui a consacré certains nouveaux principes, enfin non pas qu'ils étaient nouveaux par principe, mais ils n'étaient pas forcément écrits explicitement dans le statut. Par exemple, la laïcité a été consacrée dans les lois statutaires par la loi de 2016. Cette loi a également renforcé les exigences de déontologie et d'exemplarité de tous les agents publics. Et bien sûr, je dois citer la loi de 2019. Cette loi, elle a maintenu certains grands principes, mais elle a quand même aussi procédé à une réforme profonde de plusieurs aspects essentiels de la fonction publique, notamment le cadre du dialogue social qui a été profondément modifié. Elle a ouvert davantage la fonction publique aux contractuels et elle a aussi ouvert la voie à d'autres réformes par des habilitations à prendre des ordonnances. Les habilitations, ce sont donc des autorisations que donne le législateur au gouvernement pour réformer certains textes. Et en particulier, le législateur a autorisé le gouvernement à adopter un nouveau code général de la fonction publique. Nous avons un code général qui régit désormais aussi bien les fonctionnaires que les contractuels et qui régit, utilisons le terme générique, qui maintenant est consacré par le code, c'est-à-dire les agents publics. C'est bien un concept qui permet d'englober les 2 catégories d'agents qui servent l'intérêt général. No da se navratime na našата zemlja. Во последниот извештај на Европската комисија за Северна Македонија во однос на реформата на јавната администрација се вели дека таа и понатаму е умерено подготвена. Во извештајниот период бил постигнат ограничен напредок со донесување на новата стратегија за реформа на јавната администрација и придружениот акциски план во јули 2023. И покрај тоа што го започна процесот пред 5 години, земјава се уште не ја донела ревидираната законска рамка за управување со човечки ресурси, која ги вклучува ревидираниот закон за административни службеници, законот за вработените во јавниот сектор и новите законски одредби за висока раководна служба. Новата рамка треба да го подобри управувањето со човечките ресурси во администрацијата и да помогне да се обезбеди вработувањата, унапредувањата и отпуштањата од работа да се извршуваат врз основа на заслуги на сите нивоа, вклучително и високото раководство. Законодавството се уште не ги прифатило препораките на Државната комисија за спречување на корупцијата за непотизам, кронизам и политичко влијание при вработувањето во јавниот сектор и применувањето членови на надзорните и на управните одбори. Подобрувањата во одговорноста во јавната администрација се подкопуваат според комисијата со недонесувањето на новиот закон за организација и работа на органите на државната управа. Во моментот, според комисијата, се прават напори за да се подобри испораката на услуги за граѓаните и на бизнисите. Понатаму, комисијата вели дека процентот што се користи во формулата за балансер, алатка за човечки ресурси, што го одредува процентот на вработени во јавниот сектор од секоја етничка група и понатаму загрижува. Ревидираната формула го вклучува нерезидентното население и не го зема предвид процентот на граѓани што не ја искажале својата етничка припадност на последниот попис. Не е завршен ни трансферот на вработените од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците во различните институции. Покрај тоа, Министерството спроведе нова постапка за вработување со цел да ги распореди новите вработени во различни институции. Тука можеме само да се запрашаме
дали демократијата и функционирањето на државните служби се гради по етничка линија или пак се гради по заслуги и квалитети на вработените во истата таа администрација.